Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите. Денешнава пресконференција е убава можност да ја запознаеме целокупната струмичка, па и македонска јавност, дека нашиот град повторно е исправен пред заложбите да се негува и зачува повеќе вековната традиција која се однесува на празнувањето под маски. Имено по пауза од 2 години, поради пандемијата со COVID-19, на голема врата повторно се враќа големиот и надалеку познат струмички карневал. Со сите други традиционални содржини кои се одржуваат пред и после него, а се дел од нашите карневалски свечености. Треба да се каже дека дури и во тие изминати 2 години принудна абстиненција од струмичкиот карневал, сепак организаторите се погрижија со одредени алтернативни содржини да ги одбележат карневалските денови. Но еве, годинава, повторно ќе бидеме сведоци на сите нишани кои го сочинуваат ова наше традиционално празнување под маски. Само 2 дена неделат од почетокот на карневалските свечености во Струмица, кои ќе започнат со една убава традиција, а тоа е символичното предавање на клучот на градот од мои раце во рацете на струмичките карневалисти. Па од тој момент ќе следуваат 8-дневни бројни и интересни содржини, меѓу кои и големиот струмички карневал. Во сабота на 5 март. Тоа значи дека од среда до среда струмичани и сите гости од страна ќе имаат можност да уживаат во шаренилото и богатството на карневалските свечености. Овде сакам да истакнам дека годинава на струмичкиот карневал поради пандемијата ќе изостане масовното учество на карневалски групи од страна, но меѓународниот карактер на карневалот сепак ќе биде задржан. Општина Струмица и јас како градоначалник, заедно со Советот и покровител на струмичкиот карневал и карневалските свечености, со задоволство ги поканувам граѓаните да бидат сведоци на продолжувањето на нашата убава традиција, но во исто време апелирам на одговорност и чување на своето здравје и здравјето на другите. Очекувам убави и незаборавни мигови во сите денови од карневалските свечености, со желба за продолжување на нашата традиција и во наредните децении, наредните векови. Нека ни е со среќа карневалска Струмица. Со одлука на Советот на Општина Струмица во рамки на носењето на годишниот буџет за 2022 година, Општина Струмица определува 1 милион денари за карневалот. Овде разговараме со Министерството за култура да изнајдат некаков начин за дополнително да биде финансиран и поддржан струмичкиот карневал како вековна традиција, како еден од 6 највозбудливи настани во Европа и еден од 20 најдобри улични карневали во светот, истиот да биде поддржан од Министерството за култура. Во моментот од буџетот на Министерството за култура не се издвојуваат средства за струмичкиот карневал. Јас сум оптимист дека со тек на времето Министерката за култура, целото министерство ќе изнајдат начин да оваа наша вековна традиција биде поддржана.